Логично е дека ние како опозиција се бориме и работиме да имаме предвремени парламентарни избори. Бидејќи ситуацијата, не велам само јас, туку велат и граѓаните, убедливо мнозинство на граѓаните вели дека ситуацијата е катастрофална и никогаш не била полоша во овие 30 години. Не знам што е она кое што денеска функционира во државата, нешто нормално да речеме дека функционира, еве не велиме дека функционира одлично, нормално што функционира. Така што треба час поскоро ова влада која што денеска е во Илинденска број 2, овој состав на влада да замине, бидејќи тоа што имаа да покажаат, тие што не успеа ги промени. Погледнете неговата прва постава во 2017 година, 1 јуни, пред 34 години, со која настапи, погледнете сега што се случува, па ќе ви стане јасно за што станува збор. Човекот се обкружува со луѓе кои што милува да му клатат глава, отколку да и тие малку критички мисли да му ги рефлектираат, а за жал народот ја плаќа цената. Најсиромашната држава сме на Балканот, најкорумпираната држава сме на Балканот, најмногу криминал има на Балканот, пола балканска мафија, албанска, турска, црногорска и така натаму, шетани из Европа и управува финансиски фондови со македонски пасоши, издадени од началниците на Министерството на Спасовски. Образованието имаме катастрофа, можеби единствена држава каде што се обидуваат на сила да протуркаат образование без учебници, немаме универзитет во првите 1000, сега сме на дното тамо некаде околу 2000-тото место. По економијата сме убедливо последни, Србија има раст, ние имаме убедливо пат на економија, што уште да не зборувам, така што колку побрзо заминат, толку подобро за сите нас, но тука нема да застане работата, потреба да имаме одговорност, затоа што знаете, ако политичари дојдат и уништат нешто и заминат, а потоа нема одговорност, тогаш секој нареден ќе мисли дека што и да направи ќе му помине тоа, така што мора после ова да има и некаква одговорност.